на кое што го најавме во нашето на лице место или информациите секогаш кои што ги пренесуваме од терен заедно со Марија и денес за случување или настан кој ќе биде во 17 часот, поточно протестот на Сојузот на синдикати на Македонија, кој што вчера во текот на денот отворено ги повика сите работници, граѓани и пензионери да им дадат поддршка за протестот, да ги изразат незадоволството од ниските примања, она кое што тие го бараат е минималецот да изнесува до 600 евра и да има линарно покачување на сите плати во висина од 6000 денари. Тоа го велат од синдикатот, но веројатно и многу повеќе, а за тоа со Марија во продолжение. Марија, добро утро. Добро утро, Марија. Добро утро и до вас. Токму така, преку првото вклучување на лице место ќе го најавиме протестот кој што ќе се одржи денеска од страна на Сојузот на синдикати на Македонија со почеток во 17 часот, започнувајќи токму овде пред просториите на ССМ. Нивните барања се едногласни да имаме повисоки плати, да се покачи минималецот со оглед на тоа дека веќе од 1 јануари Македонија има најниска минимална плата во регионот. Многу повеќе информации за денешниот протест и за конкретните барања во продолжение слушаме од председателот на ССМ Слободан Трендафилов. Добро утро. Добро утро. На самиот почеток, иако нели ги напоменав главните барања, може ли конкретно од вас да слушнеме кои се барањата на ССМ и доколку не се исполнат барањата, дали повторно би се одржало протест? Газдите и владата, за жал, преку нивниот игнорантски однос не ги зголемија работничките плати до крајот на минатата година, а работниците гласно и јасно кажаа дека на почетокот на оваа година мора да започнеме со протести. Денеска работниците зборуваат на улица во 17 часот пред Сојузот на синдикати на Македонија, започнува големиот работнички протест на кој ги повикувам сите работници, затоа што спротивната страна смета дека тие што ќе дојдат само дека на тие има потребно зголемување на нивните плати. Продолжуваме пред собранието, онаму каде што веќе една година се глуви и слепи за предлогот на ССМ за зголемување на сите останати преку зголемување на минималната плата. Знаеме дека тие уживаат огромни привилегии, знаеме дека нивните плати започнуваат од 100.000 денари па нагоре, но не сакаат да зголемат работничката плата и не сакаат да го вреднуваат работничкиот труд. Да им кажеме дека имало и други пратеници внатре кои веќе не се пратеници, затоа што работеле спротивно на интересите на работниците и дека можеби и нив ќе ги снајде истото. Продолжуваме пред Стопанската комора или организацијата на работодавачи, пред газдите кои ни ги избркаат нашите семејства од државата, кои избркаа наши роднини, пријатели, комши и другари, затоа што одбиваат да ги зголемат платите и затоа што се однесуваат како да владаат со робови, а не да соработуваат со работници. Ќе побараме сериозна одговорност од нив и завршуваме пред владата. Владата како символ која 36 години не води грижа за работниците. Паметите дека имавме премногу ниски плати, сега остануваме на дното во регионот како што наведовте и самите вие. Влада која изминатава година ги остави работниците на ветрометина да се договараат со работодавачите за зголемување на платите, а таа се иззема од диалогот, меѓутоа на избори ги бара гласовите токму на овие со ниски плати. Да, денешниот протест е само почеток. Ова е само една од фазите кои ќе ги имаме во наредниот период како чекори. Одлуките се веќе донесени. Ако не слушнат денеска од улица, продолжуваме со блокади на институциите, односно блокади на системот, затоа што системот не блокира веќе 36 години. Продолжуваме со блокади на одредени локации со кои ќе предизвикаме да се почувствуваат функционерите блокирани, затоа што тие се најголемите виновници и ги оставаат работниците. Можете да видите дека во регионот владите секаде помагаат и подаваат рака на работниците. Словенија пред некој ден 1000 евра со одлука на владата ја зголеми минималната плата. Србија веќе од јануари 550 евра, Албанија исто така, Косово, Босна и Херцеговина, да не ги бројам другите. Доколку не го разберат и тоа, имајќи во предвид дека поединци сакаат работниците да живеат сиромашни во Македонија, доколку не го разберат и тоа и не разберат и таа порака, излегуваме на генерален штрек, 24 часа, сите работници ќе бидат повикани, сите работници ќе имат право да не доаѓаат на работа, да не бидат казнети, да не им биде намалена платата и да покажеме дека и во Македонија кога синдикатите повикуваат, работниците излегуваат на улица, како што тоа е случај во Грција, во Белгија, во Франција и во некои други држави. И на крај,
Ако и ова не даде резултати и останат глуви на работничките барања, станувам овластен подносител на законите преку собирање на 10.000 подписи. Во собранието ќе побараме намалување на функционерските плати за 80%, односно толку колку што им се зголемени и ќе им се зголемат од овој месец, изголемување на минималната плата на 600 евра, со тоа изголемување на сите останати плати на работниците за најмалку 100 евра, пак имаат можност да бираат дали ќе гласаат само за себе, а против работниците, или ќе гласаат за работниците и ќе им возможност на работниците пристоен живот. Пред самиот крај, бидејќи напоменавте дека е важна поддршката од граѓаните да дојдат и да се приклучат на протестот, што доколку некои од граѓаните имаат притисок од нивните работодавачи да не присуствува? Никој на никого не треба да му се плаши, затоа што никој на никого не му должи ништо, освен тоа што им го должиме на нашите семејства и на нашите деца, а тоа е достоинствен живот. Во мракот може да ни се придружат сите кои се плашат, во толпата, затоа што никој нема да ги види, но бројката е многу битна. Огромни се повиците кои доаѓаат до нас дека ќе ни се придружат голем број на работници. Веќе не му се плашат ниту на владата, ниту на работодавачите, затоа што видат дека тие водат грижа само за себе, па секој ако не поведе грижа сам за себе, не може да очекува ниту некој друг дека ќе го почитува. И затоа кога велата ги гледаат преку вас медиумите како им велат на работниците, зборувајте за добри работи, за убави работи, добро се живее во Македонија, добри ви се платите, треба да излезат на улица заедно со нас и да го покажат спротивното. И цело време зборуваме за тоа дали ќе дојдат и колку ќе дојдат. Само еден работник да дојде вечер со мене и со Сојузот на синдикатите на Македонија, целиот Сојуз на синдикати на Македонија со целиот капацитет застанува позади него и утре да се случи тоа и други ден и подруги ден и така натака. И мислам дека и еден човек на улица ќе покаже дека револтот кај работниците е огромен, затоа што треба да си ги прочитаат и коментарите по социјалните медиуми кога кажуваат дека минималната плата само што не ја зголемиле со мартовската плата која работниците ќе ја добијат во април за некои 1500 денари или 25 евра, а од друга страна 250 евра ќе се ги зголемат нивните плати и мислам дека тоа е срамно. Ви благодарам за сите информации што одвоевте време да го најавиме повторно на нашата телевизија Протест. Ви благодарам на можноста што ја давате работниците да бидат информирани и да слушнат во што е можно поголем број вечер да ни се придружат. Благодарам уште еднаш. Пред самиот крај може да напоменеме дека и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници исто така ќе дадат поддршка на протестот кој што ќе се одржи денеска со почеток во 17 часот.